Грипот и ковидот земаат замав. Лекарите предупредуваат и апелираат на внимателност, а здравствените власти не само што до таа мера ја релативизираат состојбата, туку дискутабилно е дали воопшто ја прикажуваат вистината за заболените и починати лица кои се лекувале низ болниците и клиничките центри во државава. Пред 3 дена министерот за здравство Меджити, заедно со дел од лекарите, правеше обиколка низ клиниките, пуштајќи во употреба нови апарати. Кажа дека на инфективната клиника само една пациентка е во критична состојба и дека на болничко лекување се 10 други, од кои тројца истовремено се позитивни на ковид. Спомна дека на пулмологија има пациенти со грип, но сокри дека ден претходно од ковид почина 36 годишниот Александар Петровски од Емирхисар. За ова проговори неговиот родина Александар Ивановски. Станува збор, вели, за спортист кој немаше никакви пороци. Бидејќи постојано бевме во контакт, од него слушнав дека клиниките се полни со пациенти заболени од грип, но и од ковид. Тоа е една од поголемите причини зашто ја давам ова изјава. Министерот во трка да задржи неговата столица презентира сосема лажна слика за здравството во Македонија, кога сме сите свесни што точно се случува, бидејќи на индиректен или директен начин сите сме имале вакви немили случаи. Министерот се обидува да наметне нешто сосема погрешна слика, а при тоа страдаат млади човечки животи. Ова може секого да го снајде. Болеста не бира, а македонското здравство за жал го допре дното, вели Александар. Засегнат од случајот со мојот родина, разбрав, вели, дека по клиниките има ново вработен медицински персонал кој не знае да намести легло или да пронајде соодветна вена за инфузија. Ме погодува случај што лично не го познавам, кој ќе слушнам залутал по лекарски ходници, дека завршил фатално, а камоли за случај што го знаеш и ти бил близок, роднина, пријател и така натаму. Ме погодува помислата дека тоа може мене да ми се случи како млад човек. Стравот превладува кај сите, затоа решение се бара надвор од државата, се бара донации на секое, а здравството тапка на место, па дури станува полошо од ден во ден. Јас не сум политички определен, туку само обичен граѓанин изреволтиран од политичките манипулации на Министерот за здравство. До кога ќе му се молиме на Бога за добро здравје? Оти се што беше кадарно во македонското здравство замина надвор, завршува Александар, кој отворено и без задршка зборува и пренесува само дел од она што има да го каже. За овој случај и за состојбата со заболените и починати лица од ковид и грип информација побаравме од Министерството за здравство.